Другари, здраво. Као што најавивме прошлиот петок, со нас донесовме во студио еден врвен експерт за NBA, нормално, пошто почиња и плейофот во NBA лигата. Тоа е Джиги, дел од тимот на Стречерси, а ако не сте чуле кои се и што се тие, најубаво он да ни објасни, јас мислам. Па ние као Стречерси се појавивме пред некои 3 години, како наша идеја да го потполниме празниот простор кој што се појави, бидејќи немавме ниту една емисија на македонски јазик. Па дури може да се каже дека на Балканот има ретко некоја емисија за ЕБ, освен на спорт клуб, кој што сакавме да приложиме некоја алтернативна размислување за кошарката, посебно за НБА кошарката и успеавме во тоа, меѓутоа за жал Зашо ве снема? Ви имавте 15 епизоди, мислам. Од немука не снема. Они се прва ствар што сум ја гледал за NBA од кога прекина Љубомир Николовски да коментира утакмици на времето. Мислам интересни бевте да снема денешка. Едниот нашиот колега се ожени, тоа е доволен фактор да го снема. Другиот си имаше малце така проблемички нешта, ама ние не се вакво распаднавме, ние ќе снимаме емисии понатака. Само треба да се договориме, да седнеме и да видиме. Спремаме и ново студио, тоа е битно да се напомене. Имаме и диџеј и Значи со сите редови се. Со сите марифетлици. Значи Стречер се враќаат на голема врата. Се враќаат, мора да најавам. Дури не се вратите, ја те довлечкав тука, зашто сакаме пред луѓево, почиња плейоф во NBA. Пред да се свртиме кон плейофот, би сакал твој коментар да дадеш за сезоната што измина. Значи има интересни ствари поише што сакаме да ги изанализираме. Почни си ти. Точно, па НБА сезоната како секоја сезона си носи некои своји нови предизвици, нови играчи кои што на теренот носат и нови вештини. Ние го имаме еден од најдобрите европски играчи појавен сега во Лука Дончич, кој што е феноменален. И горе-доле самата игра што ја покажува тој е за мене нешто до сега невидено. На толку млади години, во една нова лига да има толкава вештина и знаење е неверојатно. Втора работа, старите екипи Golden State, Houston, они дале си го тераа своето. Имаме една нов вид на игра која што е приложена со многу шутирање на тројки, они го наметуваат тоа темпо. Човек, што се деси? Значи, ја од кога прекина време да гледам, сега ќе пуштам некоја такмица, по 350 коша паѓаат, мислам, како да не си игра одбрана. Тоа е некој нов стил, тоа е и делно и не е крива, не сакам да кажам виновна, туку и заради новите правила кои што се поставени од НБА лигата, со помалце контакт доле во постот, самите екипи се прилагодуваат на тие правила и умешно го користат тоа. Значи, ние имаме забрани, буквално за приближување при шутирање на тројка. Не смееш да му ја спуштиш ногата доле, он мора да падне, да се спушти со двете нозе, доколку ти имаш спуштено ногата доле, автоматски судат фаул, дури и намерна лична грешка. Значи тоа екипите знаат многу добро да го искористат ко Хјустон и Голден Стейт. Тие што имаат шутери. Нормално. И веќе имаме четврта година поред каде што се зголемува бројот за тројка. Значи шутеви за тројка, не по голи, туку општо. Тоа е еден тренд што ќе продолжи понатака, бидејќи стручните штабови на НБА екипите знаат како да искористат правилата кои што се поставени и за да знаете сами во Америка се е статистика. Да. И они знаат како да го искористат тој момент за да постигнат што повеќе поени. Тоа е сега поентата во НБА, што повеќе поени, доколку Golden State постигнува 130 кошеви на надпревар, ние ќе се обидеме да постигнеме 135 кошеви на надпревар. Види, порано имаше тимови што со одбрана освојуваат титули. Сега посебно на исток тоа беше трендот, тоа така им беше поставена играта. Денеска на исток уште се води тој тренд, некој на малце old school игра. Торонто, Милвоки, Филаделфија уште го фураат тој фазон на тврда одбрана со поголема спуштање на пост игра доле. Нели Филаделфија го имаат Ембит и знаат да го искористат, иако и Ембит знае да искочи на тројка да се шутне со голем процент на ваква. Види да те прашам, како ќе ми протолкуваш, пошто со новиве правила очигледно е дека NBA кошаркава се оддалечува уште повеќе од европската кошарка, зборам како тип на игра. Да не мислиш приближува?
Па види приближува. Ние имаме шутерска лига моментално. Да, Доколку шутерска лига, тимот баш. немаш 6, 7, 8 шутери, ништо не можеш да направиш. Значи, одбрана не ти брка работа, да речем. Тоа е некоја европеизација на кошарката, иако кошарката, тоест НБА кошарката е еден единствен спорт што има толку изменато правила во текот на последните 10-15 години, според некое моје видување, они имаат комплекс од бейсболот и рагбито и сакаат да ги престигнат на нивната листа на гледаност. Цело време се трети, веќе 50 години заглавени на тоа место. Најверојатно сака да ја направат поатрактивна, малце да има повеќе кошеви, меѓутоа тоа не се одразува како што треба. Луѓето сакаат малце тврдина во играта, ние сме навикнати да гледаме. Имаш еден човек, Харден, кој буквално 15 секунди ја дрибла топката на тој горен дел од тројката и ќе си ја шутне. Кога сте виделе вие некој или во фудбал или во бейсбол или било кој друг тим каде што има таа слобода тоа да го прави. И не е само тој, туку уште неколку играчи кои што најверојатно тоа е дел од нивната тактика, не е само онде кога фаќа рачето и фаќа шутот и нема зашто да играат така. Па нормално, јас затоа го зборам, они го користат моментот што им служи на нив. Доколку тоа значи дека повеќе ќе постигнат, во ред ние тоа ќе го правиме. Колку што почнавме за гледаноста, значи они мислат дека со овој момент и со забрзување на темпото на играта, веќе не се игра споро, вие гледате само што ќе се фати топка, веднаш се трча. Дури понекогаш нема оние позициони напади као тенис, цело време се вртиш лево десно. Да, баш. Ги нема тие позициони напади каде што екипите ќе се постават играта полека, ќе спушта доле топка, па со некои нивни комбинации. Тоа со плот, имаш ли инфо или тоа ќе треба години да поминат за да они да знаат? Кај новата генерација тоа поминува, тие луѓе што, тоест децата, релативно децата, луѓето што се тука 25-60 години не знаат како се играло порано. Јас со некој неврзам муабе со помлади лица, они се задоволни од тоа како се игра, они не знаат како било. Не може да направи споредба. Затоа не можеме ние да наметнуваме наши некои нормативи како треба да се игра. Они најверојатно се прилагодуваат на новата генерација и така да сега за сега ќе видиме што ќе се случи. Адам Силер како комесар се покажа дека знае да смени по потреба и правило и начин на играње, да се уклучи тоа да го вакво. Па, али се работи, се врти околу парите. Што тоа им поише им носи пари на нив, така да НБА моментално има голем приход на пари и тоа им одговара на нив, така да не верувам дека ќе се враќаат на старо нешто, туку ќе продолжат и да го продолжуваат. Да идат во таа насока цело време. Јасно. Ако треба да одвоиш винер и лузер на сезоната до сега, кој и зашто? Вака, на исток имаме една нова екипа која што се издвои од другите, тоа е Milwaukee Bucks. Они го сменија тренерот, донесоа неколку 3-4 ролплеери кои што многу им служат, а го имаме тука Јанис Антетокумпо. Тоа поможе да го изговориш од прва името, награда има. Антетокумпо. Барем ја така се снајдам. Јас си го викам Јанис, посигурно ми е да ти кажам. Едно време Грик Фриксите го викавме, ајде. Јасно. Кој се развива еден класичен суперстар, страшен лик. Не знам дали сте го гледале во последно време, он буквално влегува помеѓу тројца, четворица играчи, им забива во фаца. Иако има своји недостатоци во играта, кога ќе дое време на плейоф, кога ќе се собере одбраната, кога ќе му го стеснат простор од негова игра, ќе не може тие работи да ги прави. Иако јас ги имам гледано повеќе пати Милвоки, затоа они развија некоја екипа каде што поставија тројца, четворица шутери на страните. Да зема и Миротив сега во последно време. Имаат малку проблеми со Брогдон, тој беше пред 2-3 години Rookie of the Year. Он има доста ефикасен и корисен играч, има најдобар процент за тројка, мислам. Без разлика, значи они имаат постојано таква игра каде што може да им донесе успех. Меѓутоа нивното неискуство во плейофот, на два пати испаѓаат во прво коло, е еден познак прашалник. Ќе видиме како ќе се позиционира сега пред плейоф. Има големо очекување пред плейофа, после се издишува. Така е, да. Нивни најголеми конкуренти ќе бидат Торонто, Филаделфија и Бостон. Бостонци имаат некои своји проблеми натре во екипата, најверојатно неразбирање помеѓу играчите, нетрпеливост пред се.
Они лани има неверојатен успех со дури тројца дебитанти, тоест Розија не беше дебитант, али Sophomore year му беше, втора година, али сепак со дебитанти со Хофорд за малце за волку им испадна финалето. Значи они дури ги има Кливленд, ама од страв да ги победат, што требаше да ги победат, се исплашија дека може да ги победат, баш. И иначе ќе ги победеа, беа готови они. И сега сите очекуваа кога ќе се врати од повреда Хейвард и Кайри Ирвинг, дека они ќе експлодираат. Не е мала работа. Се спомнуваше пред сезона дека они се главните конкуренти што ќе ги победат Голден Стейт во финалето. И сега тука имаме некои проблеми, најверојатно нетрпеливост помеѓу играчите, тоа е создадено, сега ние не можеме да навлеземе во натријава екипата, они тоа вешто го кријат. Изјавите на Кайри Ирвинг кои се час ќе останам, час нема да останам, па некои изјави за рамната земја се многу нелогични, човек ќе знае малце нестабилен. Па мене така ми личи, мада може да искочи дека се некои mind games пред плейоф, па сега ќе видиме. Баш сакам да се надоврзам до тоа. Мене ми се они фаворити, не знам зошто, али сепак кога ќе погледнеш на крајот на денот, они имаат таа екипа да ги победат сите на исток. Доколку се средат, доколку во последните 3-4 утакмици успеат да решат, слушајте, ние ќе седнеме сега, ќе почнеме да играме, што било, трни на страна. Доколку има волја пред се и желба, сега да не зборуваме дали Кайри ќе си иде, дали овој ќе остане, нив малце и ги истрели од ритам тие гласини за трейд со Ентони Дейвис, како што ги исфрли Лейкерси. Да. Он има релативно горе-доле добра сезона до тој момент. После тие гласини дека цел тим ќе го дада за вегата Ентони Дейвис, Лейкерси тотално се распадна, а во тој муавет беа и Бостон. Делумно. И после тоа се гледаше дека не е тоа дека нешто влијае на екипа, веројатно на ќе чуат играчите дека ќе те продаде некој, ќе те едноставно губи. Си викаш зашо ќе трчам, ќе се трудам. Нормално. Они сега се плашат скоро сите играчи од еднаш кога слушаат продаден си вам даваат се за таа екипа. И цело време тоа го напоменуваа дека веќе тука нема дека се е бизнис. Дека се работи за бизнис. А на западот најлесно е да се каже Golden State. Да, добро. Ајде да станеме да си идеме. Види, да правиме момент, ако не се Golden State, на кој би типувал? Па вака, ја би ги спомнали Golden State тука во контекст некој дали е можно они да изгубат оваа година. На нив им се надзира одење на Дурент, он повеќе пати има прекјутено, не кажано нешто, туку прекјутено, кога го имаат прашано дали ќе си идеш оваа година, не го стекува договор. Не демантира. Не демантира, што значи тука има нешто. Цело време го врти маветот на некои други работи, јас се трудам да покажам ово. И доаѓањето на Буги Казинс, кој што е играч со две оштрици. Он е ментално нестабилен малце. Сега да не ме разберат малце. Не, добро, те сваќам што сакаш да кажеш. И тоа си има некој свој филм Me Against the World, знаеш, онака не е тимски играч. Барем не е флетърт као Ирвинг. Нормално, Добра поента. Добра поента. И знае да биде место две оштрици, он може и да им помогне, а и да им одмогне. Иако пак таа екипа е неверојатно силна, не можеме ние да нити во сон да замислиме дека некој може 4 утакмици не да ги победи. Не може да изгубат една утакмица во една серија. Се сведува на тоа. Се сведува сега они во првото коло може да налетат на тим кој што може да им направи проблеми, Оклахома. Никогаш така немале силен противник во првото коло. Цело време се некои екипи кои што им удирале метла. Тука може малце да ги изморат. Па дури се сретна со Хјустон, негде подоцна дали во финалето или во полуфиналето од западната конференција. Тука би требало веќе да биде таа вистинска битка помеѓу тие две екипи. Гледајќи ја минатата сезона, ја мора да напоменам дека судиите страшно судеа лошо против Хјустон. Да. Во 2-3 наврати имаше такви нелогични одлуки на судиите што дури си помислиш дека ова физички ја повредуваат играта. Да. И самата повреда на Крис Пол во петата утакмица, они веќе ги водеа 3-2 со таа победа. Им требаше само уште една, меѓутоа Крис Пол на самиот крај се повреди, а он беше тој фактор X кој што не го предвидува Golden State во таа серија. Кога Харден напагаше и кога требаше да се одмори и кога веќе го затвара,
Крис Пол настапуваше со Да. своите неверојатни шутеви, онака баш да се зачудиш дека од него може, ама Крис Пол е таков играч, он знае кога е најбитно да се повреди, нешто да му се случи. Не ти е Барем 100% така, сигурен. да, не ти е 100% сигурен дека можеш да се ослониш на него. Они го изгубија Риза кој што им е многу битен играч, им беше битен играч во одбраната и тоа да ја расшири, значи одбраната да се позиционира горе на тројка, да шутне и шутираше за огромна процент. Меѓутоа они имаат сега донесено многу имаат широка екипа, онака deep bench што може да им помогне. Значи го имаат донесено Остин Риверс, го имаат Фарид, Манимал што го викаат ако ти текнува. Да. Сите се тоа играчи што Имаш опции едноставно у ростерот и тоа е тоа. Точно. И значи колку толку го надокнадија тоа губење на Тревор Риза. И во последниве 3-4 утакмици во сезоната што ги играа они беа многу интересни ваква. Не знам дали ги имаш гледано. Дури Харден Харден со рука во лицето им погоди тројка во последна секунда на гостински терен и ги победија. Очекувам жестоко финале на западната конференција или полуфинале. И очекувам дека ќе биде една серија која што на крај на денот ќе победи тој што ќе се прилагоди подобро на играта на противникот. Ние не можеме да видиме некој стручен штаб кој што така порано ние што имаме гледано кошарка од 90-тите. Затоа и плейоф кошарката е многу интересна бидејќи имаш 4 утакмици што можеш да ги победиш. Не е само една-две да се извлечеш и да се провлечеш низ вако. Туку тоа е еден долг процес кој што или у 4 може да ти прочитаат тактика, да ти најдат решение, ти да најдеш нова. Затоа јас имам сомнеш со тренерот на Хјустон Д'Антони, он си тера по свое неговата тактика, шутирајте тројки што повеќе, па ако даеме 140 коша, супер, ако не, идемо дале. И затоа сум малце скептичен, очекувам дека пак Голден Стейт тука ќе ги помине 4-3, 4-2. Ќе видиме. Пази што има и други екипи. Може да те викаме до крај на плейоф уште еднаш. Ајде. Јас би сакал искрено да се смениат малце што ваква. Доста беше. Да те прашам, збор 2 сакам за Леброн да ни кажеш, пред 2 недели го прогласивме за лузер на неделата, прв пат после колку 14 години не влага у плейоф човекот. Му дојде ли крајот? Прв пат и финале без плейоф од 2010 или 9 како беше? Така нешто. Не ме фаќате за збор, 2009-10 кога влезе со Кливленд. Тоа е во првиот дел кога играше со Кливленд, па после тоа иде во Мајами, нели? Да. Значи, ќе гледаме финале без Леброн Джеймс. Што се случува? Дали ова нешто намерно? Бидејќи го снима Space Jam двојка. Да. Добре, Джордан го снимаше Space Jam, па не му влијаеше многу на кариера. Таа информација ми се провлече пред некој ден дека ова лето ќе го искористи за снимање на ваква на Space Jam. Требаше да учествува и во Dream Team-от. Дури Грег Попович го има повикано и лично, он му се одзвал, ама на крај на денот рече дека јас ќе го снимам филмот, немам време. Кој сакам Холивуд него. Дали тоа не влагање во плейофот на Лейкерси? Испланирано. Поврзано со тоа испланирано, каде Леброн Джеймс се испланирано. Мислиш? Од таа душа. Барем он се труди да биде испланирано по него. Знаеме дека сака да биде и тренер, и генерален менаџер, и све воедно. Сега не можеш да му спориш, он е играчот врвна величина. Сите знаеме дека Леброн Джеймс е меѓу 5 најдобри играчи во историјата на НБА. Што се случи со Лейкерси? Јас имам кажувано повеќе пати дека или ќе експлодираат, ќе бидат многу добра екипа, или ќе испаднат од плейоф. За нив средина немаше. Но имаат такви играчи кои што се премногу млади, а премногу талентирани. И со доаѓањето на Леброн Джеймс тоа требаше. Имаше дел од сезоната кај што фати е убаво. Многу фати е убаво да играат и се деси таа повреда негде на Божик беше со Голден Стейт. Да. И одма после тоа и Лонзо Бол се повреди кој имаше феноменална сезона за негови ваква способности. Игра многу добро одбрана, го има талентот, шутот малце му е исклучен од тоа што беше на коледж, меѓутоа фаќаше ритам полека. Тука ги имаш Кузма, Брендон Инграм, кои требаше да го кренат своето ниво на игра со доаѓањето на Леброн. Значи он знае како да ја разигра екипата. Леброн Джеймс не е себичен играч. Да. Се разбереме, он само што да трчаше да игра одбрана. Меѓутоа падот на играта во одбрана, неговата амбивалентност кон тој дел аспект на играта
се зачудивме дека нешто не се дека нешто не е Имаме, во ред. пуштивме клипче пред Венели, значи дури во Има и дека го бута вакво да игра одбрана. Пази, у втора А тоа лига беше- македонска не се дешава тоа, А мислам тоа да не се беше лажеме. период каде што они требаше да фатат приклучок во Тогаш го плейофот. фатат плейофот, јасно. Да, доколку сега не го фата толку. Изгледа имаше Леброн решено дека оваа година ќе одмори Јас велам дека он ќе си го снима филмот, па наредната година има во него уште 2-3 години врни сезони. Си го чува телото, знае како да вакво да одржи кондиција. И што знам дали на него ќе му требаат уште 2 звезди да му донесат во екипата за да успее. Да ја видиме продаде летос. цела екипа за Ентони Дејвис и евентуално Кајри Ирвинг како дојде дека не комуницираат сега пријателини се повеќе. Нели дека Кајри се отиделе Влади Реброн Да. Кливленд. Да. Сега овој му снима извинато и му има кажано дека сега дури сваќам што значи да бидеш водач на екипата, дека тоа не е толку лесно и дека Да. тоа некој дава Не е така индикации како што дека би личи. можел да им се приклучи он во Лос Анџелес, ама ќе видиме, се збори дека и во Никси би можел да отиде. Тоа што мислиш? Уште на кратко 2-3 прашања ме интересираат. Слободно. Кажи по тебе, MVP регуларна сезона, MVP на финале. Прогнозирај. Вака, имаме нормално два играчи кои што се во конкуренција. Грик Фрик и Харден. Они секогаш гледаат тој што има поголем успех на неговата екипа. Сега Милвоки се први, не само први на истокот, туку први во НБА. Имаат страшен успех. Значи збориме на бројките кои што се за шутот за 3 во одбраната се сите на врвот на вакво. И за сето Джиги тоа е пресуди, Јанис и MVP. затоа ќе продолжим и за Харден. Затоа бројките кажуваат дека Грик Фрик ќе биде MVP. И као нова фаца се појави малце да го напумпа тој дел, знаеш, од секојаш сакале да се појави некој нов кој што може да Јасно. присобере нови фанови. Додека Харден игра уште подобра сезона од ланската сезона. Да. Неверојатни бројки. Прв играч после Вил Чемберлен кој што дал поред толку над 30 поени. Јасно. И секоја утакмица се 50-60, тоа се неверојатни бројки. Неверојатни бројки што Џордан дури не можеше во тоа време, ама ние збориме дека имаме некоја понова лига со нови правила за да неговото височество да него вако каљаме. Сакаме да објасниме дека Харден ги има тие бројки, меѓутоа не е ни приближно до тоа ниво. Џордан или Коби Брајант? Џордан секако. Коби Брајант е сенка на Мајкл Џордан. Ќе се објасниме за ова после емисија. Иако- Се кладиш или не се кладиш? Зашто? За моца? У кладилница? Па јас бев еден од пожестоките кладилничари. Во последно време не толку. Играш ли NBA? Знаеш дека прошлиот циклус кога имавме надпревар, значи се даваше BMW X3 джип, Така? до самиот крај тие што има најголеми квоти ги има фатено на играчи NBA. Онема плюс минус, знаеш? Сега таа популарна игра, мене моите другари знаејќи дека колку толку пратам јас ваква, секогаш ме прашуваат дури на работа, дај потполни ми ливче. И ги имам фаќено многу пати, али тоа е една помала бројка на играчи. Не можам ја да ставам 10 играчи на тикети сите да испаднат. 4, 5, 6 знам да ги погодам во секое време. Значи тука ќе завршиме разговоров, пошто се размуабетивме, се заразмуабетивме. Така, да не излеземе од Јас се надевам рамката дека на- пак ќе ни дојдеш, Како да. не? Джиги, фала ти за Нема гостувањето проблем, и друже. се Ќе гледаме видиме пак. Се Дечки, надевам. гледайте NBA, плейофот ни е полнек, идете кладете си со лесно. У игра сме за джип. Чао.